Загадениот воздух во фокусот на претениците на денешната комисиска расправа за буџетот. Опозицијата ја нападна власта дека за справувањето со најголемото зло кое ги убива граѓаните, одвоиле само 1,5 милиони евра пари. Препорача бронхи бомбони. Па никој ни се гуши, ни маски носи, ни шаре, ни функционира, ништо нема сега како да ти е кеф, бронхи. Дишиш, супер, воздух. Ама сега се е во ред, никој не сме да речи. Опозиционерот Стеван Аџија се умори од нападите кон власта, па воздивна. Хибридни возила. Хибридно возило во Македонија во моментов има 40 такви возила. И самото тој податок дека се многу малку, од возен парк од 430.000 возила, само 40 да бидат такви, зборува дека тие се скапи возила. И дека вие повторно ќе ги субвенционирате богатите. Не благодарам. Власта со став дека за прв пат оваа влада одвојува пари од буџетот за здравјето на граѓаните. И здравјето на луѓето е насушно потребно, тоа е алфа и омега. А ние сме навистина стигнати до критично ниво. Но да не заборавиме дека изминатите 10-12 години апсолутно ништо не се направи на тоа поле. Напротив, дозволивме да сето ѓубре од автомобили кои што се стари по 20 и 30 години од Европа го внесеме во државата. Прв пат во Република Македонија во буџетот се предвидени 1,5 милиони евра. Само за амбиентален воздух. Дали е доволно? Не е. Дали зборуваме за екологија? Да. И овде ни треба општ консензус. Нема партија тука. Ист воздух дишеме, истите аномалии ги имаме. За загадениот воздух денеска се огласија и партиските штабови на СДСМ и на ВМРО-ДПМН. Владеачката партија со став дека зголемувањето на загадувањето на воздухот во овие 11 години е резултат на криминалот на ВМРО-ДПМН. Од опозицијската партија и препорачаа на власта дека очекуваат реална работа, а не игри за разонода.